не преплаши, бре, Динко. Носам порака. Од Гоце? Треба ли одговор? Не знам, ако отвориме ќе знаем. Дојди горе на едно сладко, па ќе видиме. Ајде. Динко, на Томе Скабрин. Доаѓа од кај учителот ми донесе порака. Слобода или смрт за Македонија. Многу е убаво. Сега ќе го извеземе, Динко. Многу е убаво. Повели сладко, Динко. Благодарам. Повели, седни. Прв пат ли го гледаш? Да. Па, кога сум веќе овде да појдам док е моите, а? Добро, Динко. Си заслужил да одиш до дома. Само внимавај на секаде има аскер. А потоа дојди ваму, ќе одиме каде до Марко. Добро. Ај со здрави. Со здрави. Многу убаво. Мајкин син, цел си на татка ти. Уште од малечок комита. Не бери кај да заменаме. Бате, каде ти е пушката? Пушката ми одале. Одма пушка. А кушу ми, бате? Оставете го детето, нека јаде. Има време, се ќе ви каже. Нема време, мајко, нема време. Дојдов само колку да ме видам. Што имаш таму, бате? Леле, пусти ние. Остави го, пуштал. Ама не е за деца, не е за деца. Остави го. Вите умни. Еве, мајко, ова лира ти ја праќа учител од Гоце. За децата, да не бидат гладни и после. Така. Ај се со здрави. Вади се. Вие умни да бидете. Да слушате мама. Слушам. Ајде. Ај со здрави. Со здраве. Целиот град го прокопавме, нигде, ништо. Кај учителката Донка, сноваат многу. Тука сигурно нешто ќе најдеме. Ти, на онаа страна. Ти, на горната. Ти, напорта. Ајде! Ти, со мене. Не сади силата. Ова е крај, Донке. Не можеме ни преку капиче.
Долу, во килерот, има еден стар амбар. Да се засолниме таму. Катарина, знамето. Во прашање си ти, Радон, и знамето. Ано! Оне го! Да го патиме жив комитета! Спасени сме. Да му е благословена раката на тој што пукаше. Да бегаме низ капичек. Да бегаме. Да бегаме? А детето на Скабри, му реков да дојде тука. После ова пукајне, тој и онака нема да намини наваму. Бистаре, Динко. Добро. Ноќ иска да се засолниме некаде. А утре во електратиката до Марка. Да. Бегуне, одвој успеав да им залажам трага. Не знам кој си. Ама знаците добро ги тропне. Динко. Динко на Томе Скабрин. Јас сум врската со Донка и понатам. Динко? Да. Оној што замина со новиот учител? Да. Со Гоце? Ама што се случило? Што те подгониле? Ајде, влези. Бев дома, кај моите. Да? Бев да ги видам. Кога се враќав кај Донка, гледам куќата, ја опколил аскерот. Почнуваат да ја средисуваат. Припукав неколку пати со пиштолот, а тие се здадоа по мене. Одвој успеав да им залажам трага. Јунак си добре, Динко. Инаку ќе ги фатеа како зајац. Добро, почини си. Ќе ти донесам да каснеш. Сполави, јадев дома. Женен сум е, ќе се напијам малку водичка. Наши се. Не плаши се. Важно е дека стигнавме и дека сме живи. Дали некој не предал или некој видел кога Радон влегол во куќата, почнаа да ја срдисуваат. Повелете горе, повелете. Сигурно и знамето го Па носи. ко носи, ма никако. Динко. Ти. Од каде ја знаеш врската? Учителот ми ја кажа за секој случај. Повелете, седнете, седнете. А нас ќе не озобаа за малку, ама... Ама, некој припука и ги оддалечи. Така ли е, Динко? Динко! Ти! Динко! Динко! Да. И честитам на храброста, Динко.
Добро, кажи ми што се случува со тебе. Вестен туку шеташ по соба. А што да правам, сестра Марија? Доберајна не ми допушта ништо да фатам. Вели, раната да зацели. А мајка е таква и ти не треба да ја разбереш. Ете така и дал Господ и тоа ти. Сестра. По цел ден ја мерам собава и животот си го мерам. Знаеш, си мислам, без мајка, без татко, а ни тој што ми влезе во срцето. Сестра Марија, ако ме поврзете со организацијата, мојот живот ќе се измени. Не знам. Не знам, сестро Елено, не знам. А што можеш да му кажам на татко, а? Кажи му. Речи му, жити Бога, речи му лав-два. Ќе му речам. И немој да се досуваш, будалче, ќе му речам. Некој тропа на вратата, сигурно е татко. Динко! Елена! Динко! Елена! Како си, Елена? Добро, како си ти? Добра, како ти раката? Зацелува, уште малку. Не сум сам. Ајде, влезем. Колку се радувам. Мисле, сосема сте ме заборавиле. А ти, Динко, прав комита. Здраво, Елена. Здраво. Елена, немаме многу време. Динко е дојден по тебе. Има наредба да те одведе во четата. Што? Јас во четата? Да. Токму пред малку изборував на Марија. Ако ме поврзате со организацијата, мојот живот ќе се измени. Здраво живо на сите скапи гости. Здраво живо. Здраво живо. Динко, синко. Си станал маж. Здраво живо. Ама, кали па сте намислиле да ми го грабнете детето? Е, да ви каже баба Рајна. Тој што ја донесе, тој ќе ја однесе. Е така. Благослови ме, мајко Рајно, и пушти ме да си одам. Тој што ме донесе, се ожени за црната земја македонска. Благословена биди, чедо, и оди ми со здравие. Динко, нека ти биде млад девер на свршувачката со организацијата. Елена, облечи нешто преталаво. Стави ја нарамо овчарската торба. Динко исто така ќе ја облече нешто овчарско. Јагнињата се долу, па држете го патот. Катерино, дај ја торбата да видиш што има внатре. Знамето. Тебе. Смрт. Динко, да, тебе ти припадна често да го носиш знамето. Гледај, стари, кој ни доаѓа? Здраво, Елена. Здраво. Здраво, живо, Арна. Јас сум Јане, старикот. Здраво, Динко. Добар ден, учителе. Ама си го кренал носот. Така изгледа, ти сум приоблеченето. Добре, што има ново? Како е долу, има ли потери? Учителе, лошо. Срдисуваат куќи, патишта. Сегде срдисуваат. Туку ево писмово ти го прачаат Радон и Донка. Ако се гладни, донеси им јаден, Јована.
Ајде, седнете Поценка. Јоване, јагнињата во буљукот. Нашите успееле да го спастрат оружјето, пишува Радон. Вели се шират лажни вести дека турците го заплениле оружјето во Банско. Па тоа е радосна вест, стари. И мене тоа ме радува. Стануваме се посилни, поорганизирани. Само овие двајца се нешто се насменуваат и се туркаат. Што е вие двајца? Што таку се кикотите, а? Ништо, учителете. Така си се радуваме, оти станавме и ние комити. А, во тоа ли е работата? Да. Деца се уште, затоа се радуваат. Учителе, а Елена? А? Ке видиме. Таа е женско, ама болничарка ќе може да биде. Не чека голема борба. Многу наши луѓе ќе ги загубат животите за ослободување на Македонија. Ќе има и ранети, секакви, ќе треба да се лекуваат. Ете тоа, така. Сполајте, војводо. Се колнам во крвта на Јонче и на татко ми, дека верно ќе служам на организацијата и на борбата. Дојди, Динко, дојди. Ајде. Слобода или смрт за Македонија. Јоване! Дај.